Денес во рамките на чествувањето на празникот на државата 8 септември, денес сте тука присутни во село Небрегово, во родната куќа на великанот на македонскиот јазик, поет, книжевник, академик, професор, преведувач Блаже Коневски, кој што остави голем белег во историјата на јазикот во Македонија. Тој е како основоположник на литературниот современ македонски јазик, кој што и граматика и правопис, кој што сите ние ја применуваме. Мислам дека ова дело што денес е направено, збирката на настани од колегите кои што го направија во чест на Блаже Коневски, дава впечаток дека се што правил мора еднаш да се валоризира, да се каже, да се прикаже за идните генерации тоа да го следат и понатаму. Мислам дека се сопаѓа и она што се случува сега со јазикот во денешницата, кога сакаме и на светско ниво да биде признат јазикот, идентитетот на македонскиот народ, на граѓаните од Република Македонија, и се она што го правиме во иднина, мислам дека ќе се вклопи со идеите и мислите на Блаже Коневски, кој што остави силен белег во нашата историја. Благодарам. 8 септември, денот на независноста на Република Македонија, на сите граѓани. Македонија во изминатите 27 години се соочи со голем број на искушенија и предизвици. Тоа се случува и во овој период, ќе се случува и во наредните 20 на дена, каде што сме исправени пред сериозна историска одлука за Република Македонија за членство во НАТО и во европското семејство. Денес сме тука да оддадеме признание на еден од најголемите великани на македонската литература, Блаже Коневски, и се што е во наша мој и како влада, и како министерство ќе направиме ова и наредната година, што повеќе да направиме и во културата, се разбира, тука и заменикот министер за култура, да постигнеме се со цел да она што значи вредност македонска и во делот на јазикот, се разбира, и во делот на целокупната македонска култура, овозможиме да тоа граѓаните го видат и се разбира да продолжиме историјата која што Македонија ја има во изминатиот период. Благодарам. Денеска е 8 септември, би сакал да го честитам празникот на сите граѓани, кога пред 27 години се одлучивме сите да изградиме самостојна, суверена, независна држава. Денеска сме соочени повторно со една одлука која што ќе значи таа сувереност да ја потврдиме уште еднаш и Република Македонија да постане рамноправен член на најголемите сојузи во светот, безбедносниот НАТО сојуз и Европската унија како врв на цивилизацијските придобивки. И имаме таа историска шанса и имаме шансата да не само Македонија стане членка на Европската унија и НАТО, туку борбата на македонскиот народ да се оствари преку признавање и користење на македонскиот јазик на светско ниво. Во тоа име и во таа чест доаѓаме да се поклониме пред великанот на не само македонскиот јазик, македонската граматика и литература, туку воопшто на македонската државност, Блаже Коневски. Се работи за четврта книга посветена на творештвото на Блаже Коневски под наслов Како го читам Коневски. И во неја се собрани и објавени 30 вкупно искажувања на разни македонски автори, кои од нив како го чувствува, како го чита творештвото на Блаже Коневски. Има и 3 песни кои се објавени внатре, посветени и инспирирани од творештвото на Блаже Коневски. Така што книгата сметам дека представува уште еден придонес кон проучувањето на делото на Блаже Коневски и на некој начин го афирмира, така да речем, неговото духовно присуство и денес во нашата средина и неговото значење во македонскиот воопшто културен живот и во нашето културно опстојање.